Стотина заглавени закони, носење пратеници во скафандери, мистериозно исчезнување на пратеник, злоупотреба на европско знаме, закажани па откажани седници, кршење на деловникот, гласање на полноќ, илјадници евра за патни трошоци. Ова е само дел од собраниската слика од како СДСМ на последните избори едва и успеа да го задржи своето мнозинство за да се одржи на власт. Оправдувањата секогаш беа исти, дека виновна била ВМРО ДПМН, иако власта секој можен закон го турка на сила со злоупотреба на европско знаменце, без било каков обид за разговор или компромис со опозицијата. Нешто што е од клучно значење за земјите со парламентарна демократија. Излезот од ваквата криза вообичаено се бара во предвременни избори, тукму тоа што сега го бара ВМРО ДПМН со најавата за активна блокада на работата на законодавниот дом. Тенкото мнозинство на власта кое се движи од 61 до 64 пратеници во изминатава година и половина се покажа дека собранието го направи сосема нефункционално. Пример има многу. Еден од најголемите скандали беше при самото изгласување на владата, кога поради короната, но и тенкото мнозинство, пратеник се носеше на гласање во скафандер, пракса која продолжи и потоа. Вториот пример беше обидот на опозицијата да ја изгласа недоверба на владата кога мистериозно исчезна пратеникот Кастриот Реџепи, за кого и неговиот тогашен партиски лидер се сомневаше дека е киднапиран, со што собранието не беше во можност да работи. Се додека немам јасна слика и глас на пратеникот за својот став, јас сумњам дека тој против својата волја го има декларирано тоа што го имаме декларирано и не може да дојде во собрание и да се искаже за својата политичка позиција. Според собраниската статистика, собранието не само што речиси не функционира, туку и кога се носат закони во добар дел се поскратена постапка. Ако во 2020-та народните избраници донеле 65 закони, сите понесени од владата или од мнозинството, главно со европско знаменце, минатата година пратениците се фатиле за работа и донеле дури 209 закони, од кои дури 79 по скратена постапка, а од вкупно 59 пленарки, 20 останале незавршени.